Со само неколку клика од телефон или компјутер, од сега студентите ќе можат да ги пополнуваат образците за пријавување со лични податоци на факултетите и високите стручни школи. Министерот Андоновски и директорот на статистика Станков појаснија дека новите услуги имаат за цел да го поедностават процесот на доставување статистички податоци за високото образование и да овозможат побрза и поефикасна размена на информации меѓу институциите. Новите образци важат за дипломирани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи, за лицата што стекнале назив магистер специјалист и за лица доктори на науки што одбраниле докторски труд. Новите услуги се пуштени во употреба веќе од 1 април и се достапни на електронскиот портал за e-услуги. Оние статистички листови образци кои што се пополнуваа на студентски прашања кои што има 8 или 9 страници, требаше секој рачно со пенкало да ги внесе своите податоци, потоа факултетот да ги собере сите овие образци, да ги донесе до Државниот завод за статистика, па Државниот завод за статистика да ги внесе во своите системи за да ги анализира, ги прескокнуваме сите овие чекори и студентот со едноставно влегување на својот профил, прво ќе му се предпополнат сите податоци кои што доаѓаат од Централниот регистар на население, што значи возраст, место на раѓање, име, презиме, татко име и така натаму, а потоа тој со неколку клика ќе ги допополни сите дополнителни информации кои што му се потребни на Државниот завод за статистика за собирање на овие статистички податоци. Јас правев една кратка анализа, времето од 10 минути на пополнување само за студентот се смалува на време од минута и пол. На овој начин се олеснува работењето на факултетите, се намалуваат трошоците на работење и се намалуваат административните бариери. Андоновски нагласи дека порталот за електронски услуги веќе е стабилизиран на бројка од 10.000 услуги кои се достапни на граѓаните на месечно ниво, што е раст од 10 пати во споредба со 2024 година кога се формираше Министерството, а почетната бројка на услуги беше 1400. Од Министерството за дигитална трансформација посочуваат дека дигитализацијата на овие услуги е дел од пошироката стратегија за модернизација на јавната администрација и за подобрување на пристапот до јавните услуги преку интернет, и дека на овој начин целосно се затвора пакетот услуги за високото образование.